Во рамки на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис во библиотеката Искра беше промовиран романот Солзите на сестра ми од авторката Лилјана Зашова. Овој роман обработува интересна тема каква што е посвојувањето и згрижувањето деца, а за која кај нас многу малку јавно се зборува и пишува. Романот се чита во еден здив и остава длабок впечаток, поради што го предизвикува читателот на длабоко размислување за прашањето како се чувствуваат и лицата кои посвоиле деца, но и какви се внатрешните чувства на децата кои биле посвоени откако ќе го дознаат фактот дека не им се биолошки родители луѓето во чие семејство израснале. Авторката на романот изрази благодарност за можноста да се представи пред читателската публика во Кочани на својата втора промоција, откако делото претходно беше представено и во Охрид. Кој беше поводот да напишете оваа книга? Се работи за една навистина интересна тема, која што во Македонија, би рекол, на овие подрачја, на Балканот, помалку и табу тема. Почна да се зборува во последните неколку години, а еве вие ја обработувате во книгата. Зошто токму оваа тема? Приказната е вистинска. Значи, оваа приказна е слушнав пред 20 години од еден наш пријател лекар, лекарот во книгата, докторот што е во книгата. Зошто сега ја пишувам, не можам да објаснам. Значи, јас перманентно слушам за животот на тие две девојчиња, од време на време што се случува, ма тоа се кратки податоци што ги дознавам. И пред 4 години наеднаш решив да напишам таа приказна. Не знам што ме потикна. Имаше некој порив што беше посилен од мене. Значи, јас не сум писател. Веројатно тоа го имаат писателите, кога ноќе се будиш и ти доаѓаат идеи што да пишуваш. Судбината на тие две девојчиња ме трогна уште тогаш кога ја слушнав. Како што рековте, тоа е табу тема во Македонија. Не знам колку пратите, французите ги отворија досијата за децата посвоени. И еден куп деца си најдоа потекло од Србија. Во Србија не знам докаде има едно друштво за истражување каде се дадени, зашто знаете во тоа не се само легално посвоени деца. Тоа друштво што е формирано во Србија е за крадени деца. Значи, имало многу. Јас од време на време се сомневам дека и во Македонија во тие 80-тите години, 70-тите години се случувало. Не знам за денес, не можам да речам. Тие деца биле обично земани на жени кои биле од селата. Значи, ќе дојде жена и обично тоа се жени кои носат близнаци. И едното дете ќе почине, без да ја го покажат на мајката, и тоа било цела трговија на деца. Оваа книга не е тоа. Оваа книга е за деца што биле посвоени. Тие што ќе ја прочитаат книгата, ќе видат, оставам една подотворена врата. И не знам дали тоа сега ексклузивно кај вас да го кажам, или на промоцијата, ајде ви го кажам. Во меѓувреме, докторот што посредуваше почина. Дали јас сум во контакт со една од неговите ќерки? Ја прочита книгата со многу плачење и со многу сеќавање за татко и тоа задоволна. Дали си поставувам прашање, дали они тоа што докторот ветил дека нема да каже на времето, дали они сега ќе нема да го исполнат тоа ветување? Дали ќе посредуваат за пранаоѓање на роднините на тие девојки? Ова може да биде и втора книга. Јас ќе чекам дозвола од семејството на докторот. Можам да направам истражување во Франција.
Девојчињата кои што се посвоени живеат во Франција, а потекнуваат од во Македонија. Тие девојчиња се од Скопска Црна Гора. Мајката е од Скопска Црна Гора. Према званичната верзија, мајката починува на пораѓај. Затоа реков, оставам под отворена врата на крајот од романот кој ќе се чита да се запраша дали е тоа вистинската верзија. Темата на посвојување на деца многу ми е, како да кажам, блиска. Не е блиска, јас немам никој во моето семејство, меѓутоа кога се вработив, имав колешка која што туку посвои дете. Она имаше негде 40 и нешто години, јас 24-5 години, можете да замислите, таа беше се во тоа. Јас секој ден ја слушав таа тема. Како со сите проблеми што ги имаат посвоителите на децата. Од нивна гледна точка. Вие многу добро рековте. Една табу тема, не е само кај нас. Зошто е пропратена со многу болка. Боледуваат и тие што го се откажале од децата, тие што се живи, а морале да се откажат. Боледуваат тие што ги посвоиле децата. Во Франција постои практика на веднаш на детето да му се каже дека е посвоено. Му велат, ние не сме ти биолошки родители, ама ние тебе те избравме. И ти си наше дете. Мене ми се случи еднаш, уште во првото одење во Франција, другарка на ќерка ми, меѓу сите тие плави дечиња таму, она беше изразито темна, посвоена од Индија. И таа веднаш ми рече, јас сум посвоена, без некои трауми. Кај нас не се оди, не знам како е сега, меѓутоа јас од кога знам, тоа максимално долго време се крие од децата. Децата разбираат кога имаат 14-15 години во пубертет и кога е најтежок период да разберат нешто такво. Ние со Благој многу правевме и кога бевме млади во домот за напуштени деца во Скопје, носевме облека, носевме храна, кога се земавме и се чудеа таму, вика, обично ова постари луѓе го прават, не го прават толку млади луѓе, ма јас од колешката, може би и поврзаноста моја со мајка ми правеше да мислам како ли се чувствуваат тие деца кога не знаат која им е мајка. Мислам дека е време и во Македонија нешто на тоа да се направи, да се отворат досијата едноставно. Секој после 18 години да може да види. Еве, јас ќе ви кажам, после објавувањето на книгата, почна да се јавуваат луѓе што ги познавам, никој пат не сум знаела дека се посвоени. Еден пријател рече дека он е посвоен, меѓутоа нешто што ме малку повеќе ме трогна, беше пријателка на мажот ми од Лондон. Она живее многу долго време во Лондон. Знаеме како разбра дека е посвоена. На 18 години ја отвара дипломата и гледа дека нејзините родители не се нејзини родители. Меѓутоа нешто што го замоли Благој, јас сега не можам, не знам дали треба да кажувам тоа со Благој ќе се договориме. Нејзината биолошка мајка е од Кочани. И она, знајќи дека е Благој Кочанчанец, кажа име некој и рече, нема на никого. Сега, можете замислите, ако она има 70 години, значи може, голема е веројатноста нејзината мајка да не е веќе меѓу живите. Ама сака да знае дали има браќа, дали има сестри. Вика, најдискретно тоа ќе го направам. Никого нема да вознемирувам. Само, сега, можете каде да најдете нешто такво. На кого да му кажете, или дали сакаат едноставно тие, и дали знаат. Вие знаете дека имало многу случаи кај девојки
родиле деца и ги дале веднаш на посвојување без да се знае тоа, без да се шири, и тоа е секој пат табу тема. Мислам дека живееме во едно друго време. Дека не е срамота и да е девојка и да си роди дете. Ако не може партнер, јас така размислувам, ако не може да најде партнер стален, зошто да не си роди дете? Кога јас работев во влада, имаше две жени. Едната беше директорка на една институција и другата беше новинар, исто ваш колега, после во информација Министерството работеше, кои си родија деца. И сега гледам синот на едната, која е почината, колку е благодарен што мајка му го родила. Тогаш беше тоа табу. Не се знае кои се татковците, они си знаат, децава сигурно разбрале, им е кажано после, и тоа не е наше да влегуваме во тие приватни односи. Меѓутоа, мислам дека зошто? Мислам дека е друго време. Не знам како е во Кочани. Јас така размислувам, ама може би и живењето во Франција ме има направено така малку полиберална во свеќањата. Кај нас во Македонија во последните години почнаа проекти за вдомување, односно посвојување деца. Имаше успех и во Кочани, би рекол, во тој дел, и благодарност од оние кои што ги посвоиле децата, имаше упатени до организациите кои што се задолжени за оваа состојба. Меѓутоа, колкова е опасноста ако на тие деца кои што се посвоени, а се во биолошки роднинска врска, ако не им се каже навреме да дојдат во ситуација да бидат тие во меѓусебна врска, па потоа да настанат компликации? Голема. Голема заради мала земја сме. Знаете, јас кога подпораснаа моите керки, некои од моите братучеди, кои живеат втори, трети братучеди, ми вика, слушайте, дајте да ги запознаеме децава, утре да не се заљубат, па да не знаат оти се роднини. Голема е можноста тоа да се направи. Знаете, тука голем страв постои во овие односи. Како што реков, стравот на родителите што посвоиле. Што ако детето се сврти на кај биолошките родители, нас не остави, а се сме вложили во тоа дете. Стравот стравот да не се дознае. Можете да замислите некоја жена како млада девојка родила, го ставила детето. Мислите дека е мирна, дека мирно спие? Јас мислам дека не. Цел живот тоа ќе ја остане. Каде е тоа дете сега? Што прави тоа дете? Мислам дека и од едната и од другата страна е многу голем стравот. И затоа и ова е табу тема, не се отвора. Не само кај нас во Македонија. Гледам и во Србија, и во... Таа емисија многу ја гледав на српска телевизија. Ме интересираше и гледав кој е односот на тие од Франција што доваѓа и што си ги наоѓа мајките. Нема тука некоја посебна љубов. Знаете, нема тука некој, веројатно љубовта, како се вика кај нас, не се родители тие што родиле, родители се тие што изгледале. Значи, сакаат да знаат од каде се, сакаат да знаат, меѓу другото и кои наследни болести може да ги добијат, меѓутоа тоа останува она некако формална однос, формален однос. Се затрчуваат прво и после тоа се си оди по некои канали што ете така, знаеме кај се, што се, како се, ама барем јас имав таков впечаток. Би се вратиле сега на книгата. Во Кочани е вашата втора промоција. Имаше веќе таа една промоција во Охрид и овде во Кочани по втор пат. Дали размислувате оваа книга можеби да се преведе на француски јазик, бидејќи верувам дека ќе биде интересна за читателската публика таму, со оглед што девојчината потекнуваат од Македонија, а се посвоени во Франција? Ми рекоа некои пријатели дека тоа би било многу интересно. Јас од друга страна сум малку поскептична. Викам, во Франција не посвојуваат само од Македонија, посвојуваат од цел свет. Дали за некои... Французите се интересни како народ. Сега јас имам ќерки што живеат во Франција, зетовците ми се французи, и можам од блиску да ги
да ги гледам односите, тие се горд народ, многу горди. И дали би сакале да признаат дека толку многу имаат посвојувано, кога е тоа евидентно. Не е евидентно на децата од Европа што се посвојувани, ама они посвојуваат од секаде. Може би не исклучувам, иако повеќе ми беше намерата за македонската публика. Тоа ми е дали дилемата или знаете, кај нас се почно, имаме сега со Благој многу интересно еден случај. Наш познат македонец кој многу помогна, битолчанец, оженец за жена од французика од Страсбург, кој многу му помогна на Благој во снаоѓањето на првите месеци во мисијата наша во Страсбург, што беше. Тој беше фармацевт, помагаше на жени што не можат да забременат, праќаше лекарства, наоѓаше, живееше таму. Почина, за жал, и неговите две ќерки немаат деца. Која судбина, И сега, тие се двете и македонски државјанки. Мајката е французинка, ма таткото е македонец. И сега она се јавува и вика, дали има некоја можност да посвоим дете од Македонија. Комплицирани се постапките. Она вика, ја не бирам дете. Како некој, сакам вакво или сакам онакво. Ако се братче и сестриче, двете ќе ги посвојам. Она живее во Луксембург. Има едно прекрасно работно место. Имаат многу пари, сега мислам ова за пари кој се зборува, не е убаво да се зборува за пари, ама мислам да му пружат на тоа дете или на тие деца невиден живот. Ама тука се тие препреки. Очигледно дека во Македонија има многу малку деца за посвојување. Така е официјалната, дека во Македонија нема деца за посвојување. Може би и така. Може би и така, зашто домот во Скопје се затвори, знаете, за новороденчиња, каде јас редовно одев, кога работев на секоја нова година и тогаш беше Лазар Лабачевски генерален секретар на извршниот совет. И секоја пред нова година одев да го молам за пакетчиња, да даде пари за пакетчиња за тие малечки деца. И јас редовно со еден колега кој немаше дечиња, одевме таму и носевме пакетчиња. А тога имаше многу деца. Знам дека во 2-3 сали имаше полно деца. Сега вика дека деца нема за посвојување, може би се нешто критериумите построги. После Кочани, каде ти да пројавија желба во Битола и тоа баш во домот за деца. Нас ковидот не спречи. Тоа веќе беше договорено во Битола, ние откажавме во последен момент. Малку се уплашивме од ковидот, и стално патуваме на релација Франција и се така се погодуваше пред одење. Последниот пат не се случи двајцата да имаме ковид со Благој и тоа беше само 10 дена пред нашето патување во Франција. Така да тоа ќе биде наредната промоција. Во Скопје сигурно ќе биде и таму. Јас во Куманово пројавија желба. Некој треба да стапиме во контакт со луѓето и да се договориме кај да биде. Сакам што повеќе луѓе да ја прочитаат книгата, да почнат. Знаете, реакциите на луѓето се интересни. Например, мене од Скопска Црна Гора ми се јави една девојка, која ми рече дека нејзината стрина до ден денес мисли дека едното девојче од близначињата е украдено. Знаете, имам безброј такви, јас не сум институција, јас не можам да кажувам или да правам нешто. Меѓутоа, има толку луѓе кои се засегнати од ова, а сите молчат. Рековте дека има можност за втор дел на книгата да биде продолжение, затоа што и сега се
се случува со овие две девојчиња кои што се посвоени во Франција? Има ли можности тогаш книгата да биде со малку по-весел наслов, би рекол, може би насмевките на сестра ми или нешто слично? Да, секако. Па не знам да ви кажам, го ставив тоа, сите што ќе ја прочитаат книгата, малце ќе пуштат солзи. Меѓутоа сакам убави завршетоци и во животот воопшто и на книгата. Се надевам, јас ставив на крајот на книгата дека докторот што ја раскажуваше, ова е во поодминати години и може да се случи да почине, а да нема кој да продолжи. Сега гледам дека едната од ќерките веќе знаат, цело семејство е во тоа и така, и кажува дека едната од близначките сака многу во Македонија да дојде. Па, да се надеваме дека ќе имам можност. Знаете, би сакала другиот дел на сега, овај дел е тие што даваат, да другиот дел таму е починат таткото, а мајката е уште жива, таа што ги посвоила. Малку тема необична. Веднаш што ми излезе книгата, пиевме кафе со Благој со еден познат писател, и на кој претходно книгата Благој му ја прати. И тој ми рече нешто што беше многу симпатично. Морам да ви честитам. Прво за годините. На 70 години да почне роман да пишува, ретко кој. Значи, јас сум од постарите писателки. И за темата. До сега во Македонија никој не ја начинал таа тема. Дали јас ќе ја начинам, па некој ќе продолжи, се надевам. Или ќе остане пак како до сега, штама. Никој ништо да не зборува, ни едните, ни другите, да не се знае, само некои деца како што, не знам дали гледавте, имаше пред неколку месеци од Словенија дојдено девојче што сакаше да си ги најде родителите, сигурно ништо не направи, зашто кај нас нема досија што ќе се отворат и што ќе се види. Да се надеваме дека нешто на тоа ќе се измени во некоја смисла. Да очекуваме среќен крај, може би и продолжение на оваа книга. Се надевам, јас веќе во главата имам, и јако пишувам веќе еден друг роман, и заглавив на едно место, и сега не знам, во дилема сум дали да ја пишувам. Пишувам кратки приказни за моето семејство. Им препорачувам на сите и како да речам, од која ќе ги пораснете внуците и кога нема веќе да им требате. Не гледајте турски серии, ве молам. Пишувајте, напишете што во фамилијата се случувало. Јас бев зачудена кога во Франција, Франција е земја со традиција, они имаат, например, кој бил 1700, да речем 80 година, кој бил потомокот, што работел, колку деца имал, што имал, ние колку имаме сознание. 3 генерации? Толку. Зошто не интересира? Сега ми е криво зошто дедо ми, по мајчина страна, зошто никог пат не го прашав како он од едно село од Западна Македонија, од Дебар, бил фурнаџија. Бегале од Дебар за време на Втора светска војна, дошле во Прилеп, од Прилеп дошле во Скопје, и како дедо ми станал главен благајник на Кармен. Имаше неверојатен ракопис. Јас кога спремав матура, он пишуваше цели страници, беше во пензија тогаш. Тоа неверојатно, од каде го стекна тој како фурнаџија, тој неверојатен. Како знаеше толку со шифрите, со бројките, за да стане главен благајник. Никој пат не го прашав. Никој пат не ја прашав баба ми по таткова страна, која имала мајка Влаенка од Солун. Малку знам за тоа. Дошла, се омажила. Како се омажила во Прилеп? Зошто од Солун дошла во Прилеп? Златари биле. И едните, и таткото на неа, и моје предци. Зошто дошла во Прилеп? Се доаѓали од Солун во Прилеп. Родила 4 деца и починала. И се преженил дедото и така. Никој пат баба ми не ја прашав дали нешто ја останало од мајка ѝ, дали некој имал спомени. Зошто? Се каам за тоа.
и пишувам. Она што мајка ми ќе ми го каже сега, пишувам кратки приказни за семејството, за... Нека пишуваат, да знаеме, да има еден континуитет. Ние како да не се интересираме, знаеме кој ни се баба и дедо, после тоа многу ни е гаеле. Мислам, така испаѓа работава. Дали книгава која што, има промоција во Кочани, ќе може публиката читателска во Кочани да ја прочита, да осознае за што станува збор? Како не, ќе се продаваат книги сега на промоцијата. И јас дадов и во библиотеката неколку примероци. Ке има, мислам, книгата не е направена за да се чита, за публиката, да. Посакувам успех на понатамошното нејзино представување и секако, доколку може, да доживее и продолжение. Втор дел. Ви благодарам многу.